Повеќе од деценија откако беше донесен формат од пржинска, односно техничка влада, тој е веќе надмината работа и потребно е негово укинување. Во Македонија веќе долги години ја нема политичката криза, поради која беше постигнат тој пржински договор, кој предвидува технички премиер и министри на предлог на опозицијата да стапат на функција на 100 дена пред одржување на парламентарни избори. Според познавачите, она што го иницира премиерот Христијан Мицкоски е повеќе од очекувано. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски смета дека е добро што власта, иако може сама да донесе промена во овој дел, сепак покажува отвореност и повик сите политички чинители да се договорат заедно и ова одлука да биде донесена со консензус. Поентата не е да се каже поларизира политичката сцена, него да се констатира дека форматот на техничка влада или пржинска влада, како иницијално беше наречен, е надминат. Зошто? Затоа што таков формат јас барем не познавам земја, каде што главните министерства, да кажем и премиерот поднесуваат оставка 100 дена во очи изборите. Мислам дека тој формат е обележен на некаква криза, да кажеме, општествена и институционална, така да не гледам потреба за тоа. Техничката влада представува еден вид блокада на државата повеќе од 3 месеци, бидејќи нејзините действија на еден начин и не постојат во тој период. Ристевски смета дека тоа доведува и до недоверба кај надворешниот фактор и партнерите на Македонија. Генерално тој формат генерира дополнително, да кажеме, разделеност и поделеност, но истовремено гради систем на недоверба. Истовремено дава една форма на потврда пред странските инвеститори, пред меѓународната заедница и останатите, дека сме држава во која не владее правото. На крајот на криштата вие го терате министерот и неколку учесници активни во владата, кои имаат активен мандат, да действуваат вонинституционално, одредени, да кажеме, повереници, бидат системски дел од владата. Актуелниот закон за влада кој го предвидува овој модел беше донесен по договорот подпишан во Пржино на 2 јуни 2015 година. Со истиот се предвидува дека на 100 дена пред одржување на парламентарни избори државата добива технички премиер, а на предлог на опозицијата се назначуваат министри за внатрешни работи и труд и социјала, додека пак најголемата опозицијска партија добива и неколку дополнителни заменик министерски места. Пред одржувањето на последните парламентарни избори и од СДСМ кажаа дека се против овој модел. Поранешниот премиер и лидер на социјалдемократите Димитар Ковачевски кажа дека ваквиот закон бил донесен во други специфични услови во државата, кои веќе ги немало.